шубо си за пролет и времето, секој ден си станува се потопло. Додуша лажи сонцето, немам да речам. Ова е тоа што го викат сонце со заби. То убо е вака печи, ама го влезиш под сенка или ако дувни троветрете, скина готово. Така што не сопуштајте многу, носете си алишта, оти ги преполнивте болниците и матичните доктори. Кој стигна на антибиотици заврши. Ама ако си се облечиш кој што треба или ако си носиш со тебе нешто, милина е за шетање време. Ја ти кажам право, секој ден максимално го користиме за да го изваиме малото човече малце на воздух и да го запознава градот полека да се учиме, сваќа. Пошто во него иднина. Арно, ма како почнуваме да шетаме, почнуваме да сваќаме дека градот и не е баш погоден за шетање, особено со количка. И мислам дека тоа е една убава тема што треба да се направи муавет. Само прво кој што си е ред, да удриме шпицата, а после муавет. Ајде да те пуштам. Во текот на годините често го слушав муавето дека градот е непогоден да се шета, не можеш нигде да одиш, не само Битола, и Скопје истиот муавет и сегде буквално. Скопје дури ги имам гледано и кај што се расправат на улица, тргни ја колата, сите оставате коли по тротоар, не можеш човек со количка помини и тогаш нити го размислив моментот, пошто на крај памет не беше дека некој ден ќе треба јас низ истото врва. Арно, мете ми останал запамтен муавет и периодов пошто Адамче веќе направи 3 месеци и веќе голем маж, сега може да шета све да прави. Почнавме да излегваме почесто и секој ден фаќаме друга рута и сваќаш дека од кај да свртиш, а истиот проблем. Нема кај да одиш, бе. Сам сега нема, нормално дека има делници кај што има тротоар, има и нови патеки што се убаво направени, све е тоа супер. Ама тоа е супер ако сакаш со кола дојдеш до таа патеката кај што почнува и да тераш пешки по неа, само по неа и назад по неа, кола и да си оѓеш дома. Ама ако не да е Боже сакаш од дома да излезеш со количката, со здравје си го носи. Прво и основно 90% улиците ни тротоар нема. Камо ли простор за движење? Покрај тоа што нема тротоар, се живо испопаркирано по ни. Ти со кола да саш да поминиш, не можеш да поминиш да се разминиш, камо ли да помини некој друг со коли. Уште пешаци фал. А и таму кај што има тротоарче, позаверила во тро. И таму испопаркирани коли си, да сакаш па мораш на улицата. Ја и да си сам пешки го било, ќе застаниш меѓу коли, ќе побрзаш било како. Количка си брат, спие детето внатре, нити можеш да побрзаш, нити можеш да се пикниш ниш и технички го блокираш со браќа. Додуша да бидам фер, во досегашните излегвања 99% од народот биле скроз културни, фини како што треба, ќе те види од далеку, ќе застани, ќе поминиш со количката, нема збор за. Затоа сум пријатно изненад. Со нели исклучоци кои те гледа со количка и убрзва да помини побрзо, ти знаеш како кој ќе те чека. Ама во глобала супер се луѓето, барем за тој дел не можеме се пожал. Арно, ама дека нема кај да се шета, да сакаш да тргниш вака по тротоар и да си тераш цел град да осврти. Не можеш брат. Едноставно не. Нешто уште поако, што Битола баш во центарот на градот уличките се многу мали. Плюс кој додеш возилата на луѓето што нема иначе кај да ги паркира, пошто сето тоа било правено некогаш кога не постоеле коли, кога никој не планирал дека некој ќе паркира таму. Зади во град Битич да не правиме муавет. Значи ако сакаш да ги избегнеш булеварите заради премногу возила, чадо и така натаму, нема кај да одиш, од го влезеш по ти улички, го заглави со браќа, готово. И сега ќе речиш добро, ајде не е свилен малио по булевар ќе шета. Ај шетајте го по булеварот, видам. Не бе, не, шетајте го по булевар. По булеварот Битолски има тротоар само од страната на судовите општината до кај негде горната гимназија да речи. И тој беше некојаш нов нареден и беше убав. Сега е цел дупки злапки што вика тоа. Ритчиња, коцки фалат, чуда количката вака да игра, да се разбудва детето. И тоа е па до пола булевар. Преку улица има паркинг, нема кај да оклаш. Преку Драгора од таа страна има едно тротоарче што почнува од Црмост надолу. Арно, ама насредето тротоарчето дрва, корењата ги имат кренато тие коцките, негде исто така коцките изваени. Да сакаш да поминиш количка бери на 3 места са. Сегде на друго место треба или да креваш или маневри да правиш чуда. Резултато малио па се разбуди. И ги речиш ај добро в центар сме таму. Тинтак, народ, ова, она, треба што не го шеташ по Широксокак. Абе добро ќе прошеташ по Широксокак, ама за да слезиш до Широксокак треба да се избориш со милион улици без тротоари и со тротоари партал. За да стигнеш на Широксокак, ја те пречека цела Битола, од која пола се настинати на антибиотици, а ти си со бебе. Може немаш чадо, ама па зато имаш луѓе што немат многу осет, ме зваеш, оди кај детето и в лице директ. Што море сакаш некој тебе вака ти прави. Од цели алишта, рачиња, ноџиња ти во образом. Знам дека му е сладок, не можам да речам. Ако тие образи од некој имат мака, имат од мене. Ама мене ми се мој, што ги тера другите луѓе туѓи деца в сурат да гиват, то никогаш не ради. Ама добро, баш кашо и на Широксокак се дешават исти работи, вака се тие коцки. Е помазна вожњата, ама сепак. Исто
Исто така оние што се за слезиш на улица и за се качиш од улица, направени за точаци, за колички и такви работи, се на многу бош места клаени. И не само што се клаени на бош места и ги нема сегде низ град. Има таму само кај што е најфреквент, ама таму врват и точаци што се патем забранети по широк со какви милион други работи. И сите брзат да поминат преку улица и баш таму да поминат. После тоа покрај луѓето, редовни станари се и уличните кучиња, за кои последно слушаме неверојатно лоши работи. И се одма ќе рипнат овие љубителите, не се кучињата лоши, добро, не се лоши кучињата, луѓето се лоши. Разбра. И на крајот на денот ниедно суштество на свето не е родено лошо. Стануваат лоши со текот на животот. И луѓето и животни. Ама кога веќе гледаш дека дотаму е одена работата, мора се преземи нешто, бе. Значи луѓето поќе не се осеќаат безбедни да прошетат низ градот. Кај нас од зградата дур да излезиш до првата улица има 10 кучиња така што се. И се ај мене не ми мену. Ама да треба да пуштам жена ми сама со детето, нема да ги пуштам. Нек ни поминвавме на мачка претрча и хаос се деси на улица. Деца од карши од училиште идеа преплашени седеа се тресеа на улица. А за Белја ичнејќи, еве ги гледаме по настаните. И јас не знам како би се решило сето тоа, ама дефинитивно мора се најди решение. Пошто ако продолжи вака работата, луѓето ќе почнат да преземат мерки во своји раци и тек тогаш ќе е лошо. И ајде ги речиш добро, ќе отргниме сето тоа настрана, не шетаме в центар, ќе одиме некаде онаму уѓум. Населба ќе шетаме угоре. И си ја фаќаш угорницата со количката, тераш угоре тротоарович муавет да не го правиме натаму. Пошто таму нагоре секако не се гледа шобараш онаму угоре тротоари да бар. Не треба луѓе таму пешачат, седиш озбор и ќе се качиш горе, улици огромни 4 ленти, простор од околу за колку сакаш тротоар направен. Тротоар нема. Има еден од левата страна и тој со дрва, со дупки, злапки, со сите марифети. Од десната страна вате треба. Значи простор имаш, може да биде направено тротоарче што да е. Или макар некакво зеленило средно небате, треба земја рандом. Ама добро, кој што рековме онаму горе в планине шобар. Па овде па за набаир па да не правиме муаве. Прво и основно не ни имаме асфалт сегде кај што треба да има. Калдрма е пред куќа. Пешки не се оди, не па количка да клам детето. Земјотрез натре ќе му биде. Јај барем нашите улици се плански правени малце од малце пошироки се. Имат простор, са тоа што имаме калдрма од француската револуција, тоа нема врска. А па надолу кој тргнеш да следиш, кој видиш како е градено, дека нема кај да се помини со ништо. Стално од сегде води течат. Ако тргнеш со точак, со количка, со нешто пепел се стори додолу, калојни. Ужас, за патиштата па ич да не правиме муаве, тротоар нигде. Ја ќе речиш добро в парк ќе го шета. А што мислиш в парк тие бекатонки како ги викате, рамни се кој што треба за количка помин? Парталбате. И се има рамни дело, јас не викам не. Ама кој земиш предвид дека истите луѓе од широк сокак после продолжуваат натаму, истите кучиња ги има, истото све што спомна. Ќе речиш екси и манџа и питулици. Па на долниот дел од градот па ич муавет да не правим. Каков хаос е таму, колку не се знае кој ади кој пие, шо пие. Тоа е нешто страшно. И рачуне ова е накратко за бито. Па тек како е во Скопје, милионски град, кај што ни сообраќај функционира, ни паркинзи, ни маркинзи, нити тротоари. Хаос бе. Па тек по малите градови кај што никој ништо нема чепнато годи. И јас знам дека не постои совршено место на свет. Фала Богу, колку толку сум видел во живот. Ама баш заради тоа што сме мала држава, можеме ова државичето да го кутивче да си го направиме бе. Се што сакаме да си. И ај за нас како било сме поминале од реду и децата наши ќе порастат. И да почнеме ние да менваме работи, се децата наши може нема ги дочекат, ама нивните ќе ги дочекат, вашите ќе ги дочекат, внуците ќе ги дочекат. За нив се работи. Не значи дека ако никој не направил за тебе, треба и ти да не направиш за никој. Баш напротив, дај да го скршиме тој круг. Да обезбедиме поубаидни на зидните генерации. Да му направиме да се гордеат. Кога ќе дојди некој од странство со гордост да прошеташ сегде, не само на улица. Како може од тука до Шведска или негде да речи Шостореве чисто колку е. Значи може да биде. Пошто и тие се луѓе ко нас. А не ние ќе земиш некој од аеродром, 99% од времето попат се правдаш. Абе овде патиштата, овде го прат пато, ќе биде многу убав автопат. Ќе дојди тој по 5-6 години таму уште на истото место се прави пат. Овде подолу ова, овде имаше она, сега нема, онде имаше ова, сега нема, овде не чини. Дајте мајко му стара. И не да ве мава муавето во егото. Ова не е проблем од сега, проблем е од ко постоиме како држава. Значи се работи за еден човек, сите се криви. И на крајот на денот поќе не е ни битно кој е шо е крив и зошто не направил. Дајте да почнеме да правиме. Да си го направиме државичето да ни е најубаво место за живење, а не да го запоставуваме како оние пустите железнички станици што се користат само за да застанат луѓе да се качат на автобус, ништо нема друго. Среде некаде во државата забораени. Хајде да почнеме од основните работи, патеки за
одење да има, да се движи народ, па да фатиме сесоред, да фатиме јавен превод, паркинзи, маркинзи, све што треба да се суреди. Основните работи во животот да си ги олесниме. Сам чисто пример велам. Не мора да не ви е обврска. Ама на крајот на денот чим сме тука и нашите деца растат тука, би било убаво нашите деца да сакат и нивните деца растат тука. Наместо продолжи ова генерацијско иселување што ни се случи. Пример велиме кој што рекол. Ако се сложвате, ако не, кој ве праша така? И мислам дека доста е за денес. Поздрав, имајте убав ден.